Терминот Македонија беше забранет за употреба само два пати во историјата. Еднаш во 1903 година од султанот, втор пат од поранешниот министер за правда Бојан Маричик, кој забрани да се употребува Македонија при регистрација на невладини здруженија. Првиот човек на Македонската академија на науките и уметностите со остри критики до политичарите, кои во суштина според него се лукративни, самобендисани, манипулативни и сервилни. Првиот документ од 25. март 1903 година е наредбата на султанот Абдул Хамид II, со кој се забранува употребата на називот Македонија. Вториот документ е решението на министерот за правда Бојан Маричич, со кое се забранува употребата на името Македонија при регистрација на правниот субјект невладиното здружение Млади за Македонија од Гевгелија. Каков абсурд, бесмислица и нелогичност. Што друго може да се очекува од недостоинствени, лукративни, самобендисани, сервилни властољупци, што погрешно себе си се перцепираат и се нарекуваат политичари. Македонија стана земја без надеж и соништа, а животот стана неподнослив. За ова според Коцарев се одговорни носителите на високи функции кои никогаш не научија што значи терминот суверенитет, па за различни внатрешни прашања со години одлучуваат надворешни фактори. Така Македонија е доведена во подчинета положба и секогаш зависи од другата страна. Делот суверенитетот на секоја држава, па така и на Македонија, го вклучува ексклузивното право на државата да ги регулира своите внатрешни работи, меѓу кои јазикот, националноста, идентитетот, образовниот систем и да ја негува и развива историската наука. За Македонија е погубно тоа што, за жал, одредени лица како носители на разни општествени одговорни функции, поради лични, партиски или клиентелистички интереси, регулирањето на македонското прашање, регулирањето на македонските прашања поврзани со идентитетот и историјата им го отстапи на надворешните фактори, а пред се на Грција и на Бугарија. Безреспективната политика на грст недостоинствени луѓе се засили по потпишувањето на договорите со Грција и Бугарија. Македонија, според Коцарев, уште пред да се случи ова, требаше да побара покаяние од овие земји, земајки ги предвид историските факти, дека врз македонскиот народ се вршени невидени репресии, национална асимилација, етничко чистење и преселби на населението. Тој забележа на власта и за овогодинешната прослава по повод 31 година независност, дека мотото "Обединети во слободата" воопшто не го карактеризира македонското општество во овие моменти. Денот на независноста, според Коцарев, требаше да се прослави под мотото "Разединети во подчинетоста".